за да опстанеш као самохран родител е многу тешко. Не знам како да го опишам со зборови, ова може да знае само тој што е како мене. Тешко ми беше да се снајдам, меѓутоа сето тоа помина. Со мало дете идев на работа. Во првите години го носев со мене уште 4,5 наутро, а тој немаше ни 2 години мојот син, така да во автобус порасна, а не само работата и другите обврски. Тешко е. Син ми го чува и патниците. Со нив комуницираше, се дружеше во рибарско столче малечки, тука спиеше, седеше, и јас си возев. Така, помина сето тоа. Јас не сум задоволна од многу институции, како прво од судијата кој ме осуди, иако не бе виновна, за 240 денари кои не ги должев за близу, кај што платив 1000 евра. Извршител идев секаде, Министерство за правда, секаде кај јавниот правобранител, секаде сум се обраќала, така да сите ми одговорија дека тој бил не е јавна институција, дека ништо не можат. Мене извршителот ми зема точно 60.000 денари. 2 налога ми испрати за 240 денари, јас си платив 60.000 денари. Ова не е во ред да му се скратат правата на моето дете. Значи, буквално испаѓа така, а има многу како мене. Значи, малку да се има предвид. Можем да напоменам еден случај за 8 март. Ме чекал господин на постојката на Бисер цел ден со цвет. А дента јас не отидов на работа, ми го дадоа слободен и утредента ми го донесе цветот. Значи ми кажа дека ме чекал. Друго што има поодамна еден господин кога влезе во автобус и ми рече слободна. Тогаш користевме слободни карти и ја му одговорив дека не сум слободна, дека сум на работа. Има интересни случаи, значи со луѓе се работи, луѓето се фини, добре, малку се тие што се нецивилизирани, да кажам, повеќето се добри. Тоа ме исполнува мене, и возењето, и со народ. Одеднаш кај испаѓаат пред автобусот со моторни возила и кочат или сечат без разлика, а не мислејќи дека во автобусот има деца, бремени жени, возрастни. Значи, апелирам до сите да внимаваат на тоа, затоа што ова е 12-тонско возило, не можам ја да застанам, иако возиме бавно. Ми фалат и учениците. Тие се многу проблематични, неколку. И тие ми фалат. Значи, дај Боже што побрзо да помине сето ова и да се враќаме во нормала. Инаку, тажно е. Би сакала да пробам машиновозач, кај што сега полагам, 3-та година сум таму. Што еден испит ми е многу тежок, еве трет пат ќе го полагам, малку е потешко можеби заради возраста, не знам, за учење. Мислам дека ќе успеам колку да знам како е, а за да сменам работно место не ме исполнува, зошто? За малку ќе си одам у пензија.
нема разочарување, значи животот е тоа. Има угорништа, има удолништа, меѓутоа сум сепак љубовта кон моето дете ме потикнуваа, значи, за да продолжам понатака.